Господине Заев, некако обратно го водите процесот при избор кандидат за министер или министри на ресорните министерски места. Наместо кандидатот првенствено да имате можност да го промовирате преку јавни дебати, преку форуми, не знам, и различни други активности, за да има можност кандидатот кој што вие го предлагате да си ги кажи своите видувања за ресорот, на кој начин планира, како планира да го води. Вие кажувате, не треба да е така, треба да е обратно. Прво да си го наместам човекот кој што планирам да ми оди по мојата свирка, а после вие ќе видите дали тој е квалитетен или не е квалитетен. Тогаш ќе ги видите незините или неговите идеи, стратегии, политики кои што планира да ги превземе во сферата или во ресорот кој што планира да го води. Ова е некако нов начин, почитуван господине Заев, за кој што вие не се залагавте така во предизборната кампања. Вие кажавте дека ќе бидете транспарентен, отворен, најмалце демократ во процесите кои што треба да бидат јавни и отворени пред граѓаните. Овие 2 дена дебати, почитуван господине Заев, отвори една нова дилема кај нас во државата. Затоа, дали после едни вакви направени неадекватни реконструкции од ваша страна, како во минатото, така и ова денес, која што правите и вчера, најавувавте цунами, а испадна дека е само обичен бран кој што треба да ја замати водата, бидејќи вие, социјалдемократите, најлесно ловите во матно, и наместо оние кои што заслужија да бидат разрешени заради нивното, не знам, неадекватно работење, разни скандали, афери кои што ги следеат, вие ги разрешувавте оние кои што најмалце треба да бидат разрешени, и со тоа си направивте проблем внатре во вашата партија. Ова кажува дека вие бевте одбивани од страна на оние ваши квалитетни кадри кои што требаше да застанат на ова министерско столче. Со тоа ја отворивте дилемата каков човек Зоран Заев бара на местото министер за финансии. И кажав, човек кој што ќе игра свирката на Зоран Заев, за да може Зоран Заев во овој период кој што му преостанува да си ги заврши оние работи, се разбира, на лично богатење и богатење на вашата врхушка. Единствено е ова дилемата која што се отвори од овие 2 дена дискусија, која што ние можевме овдека како еден заклучок да ја изведиме. Доколку вие бевте транспарентен и сакавте транспарентен да излезите пред граѓаните за да бидат сигурни и спокојни кој ќе ги води или кој ќе ги менаџира буџетските средства на граѓаните, тогаш ќе постапевте онака како што требаше. Прво да ја промовирате пред јавноста кандидатот, а после тоа да ја го назначите. Благодарам.